Ако владата остане пасивна на барањата на синдикатот и до крајот на месецов не прифати линеарно зголемување на платите во јавниот сектор за 2806 денари, веќе од 1 јули ССМ најавува промена на барањата и нов притисок за повисоки плати. Таква опција не постои. 2806 денара до 1.7. Потоа идеме согласно законското решение 18,4% за сите работници од хигиеничар до председател на државата, нека повелат министерот без име и сите овие што ги набројавте, колку ќе ги кошта тоа во буџетот и дали навистина ќе ги најдат тие пари. А законот знаеме, мора да го почитува првен државата, владата и сите ние останати кои живееме во Македонија. Според првиот синдикалец во државата Дарко Димовски, усогласување на платите со минималната имало во континуитет и мора да има и сега. Бидејќи во изминатиот период минималната плата растеше од 5 до 7%. Ние секоја година, намо кај што сме синдикално организирани, сме го добивале тој процент. Оваа година со порастот од 2806 денара или во процент би значило 18,4%, стана некој проблем, ама ако имаат они проблеми, ние имаме проблем согласно економската криза, двоцифрената инфлација, енергетската криза, дури и најавеното покачување на струјата за повише од 10%. Затоа, господа од власта, господа од локалната самоуправа, освестете се, дајте му го на работникот тоа што е неопходно во моментот. Ова членовите на синдикатот денес го порачаа од пред зградата на Министерството за труд и социјална политика, каде протестираа 3 часа. За разлика од претходните протести кога пред институциите останаа сами, овој пат меѓу нив се симна и министерката Јованка Тренчевска, која за вакви и слични барања на синдикатот ја истакна важноста од социјалниот диалог. Според неа, доколку има волја и се работи, целата постапка може да заврши до септември. Најдобрите решенија треба да ги донесеме низ диалог заедно со синдикатите, затоа што тоа е единствениот начин на кој што треба да се бориме за правата на работниците. Ветивме дека ќе го започнеме социјалниот диалог за носење на нов општ колективен договор и дека една за секогаш треба да воспоставиме систем кој што ќе гарантира постојан раст на платите на работниците во јавниот сектор, ќе има општ колективен договор кој што ќе дава дополнителни права на работниците во јавниот сектор. Меѓутоа, не адхок решенија, кои што не се системски решенија и не предонесуваат кон подобрување на правата на работниците. Од ССМ и понатаму останаа на ставот дека нема да го прекинат штрајкот и протестите се до исполнување на барањата.